Добар ден. Според официјалната статистика, бројот на странски туристи во земјава расте со 12% годишно. Приходите кои што се остварени од оваа дејност минатата година изнесуваат приближно 200 милиони долари. До 2012 се очекува тие приходи да достигнат 5% од бруто домашниот производ. Може ли туризмот да стане стратешка бизнис дејност во Македонија? Токму на оваа тема зборуваме денеска во Зебра. Дебатата ја продолжуваме со двајца гости кои што се директно инволвирани во оваа индустрија. Снежана Јовановска, собственичка на туристичката агенција Орфеј, председателка на Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, и Мартин Петковски, директор на туристичката агенција ПЕТ и член на управниот одбор на Стопанската комора за туризам. Добро дојдовте за двајцата. И за почеток, она што некако вчера почнавме да го објаснуваме, но не можевме да му ги најдеме сите аспекти. Имаме ли ние добро разработена туристичка приказна? Дали имаме добро спакувани промотивни материјали за државата? Дали имаме компетентни водичи кои што сето тоа ќе го представат така како што треба? И конечно имаме ли администрација која 24/7 ќе поддржи на терен се што е потребно? Снежана, повелете. Значи, ова е интересна тема, затоа што оваа влада донесе, мислам, туризмот го стави како стратешка позиција за развој на целокупната, за развој и за зголемување на BDP-то и за голем број на вработувања, и мислам дека Македонија има можност да придобие од туризмот. Меѓутоа, исто така мислам дека Македонија не е толку што има да понуди екстра од сите земји други во регионот, за да може тоа да биде примерна дејност. Сепак, многу е важно што во Македонија во овој момент има субвенции за нискобуџетни летови. Тоа значи дека раздвиженоста помеѓу европјаните е поголема обострана, и од Европа кон Македонија, и од Македонија кон Европа. Значи се намали ДДВ-то на хотелите, што е голем услов за намалување на цените на хотелските сместувања, и сметам дека европјаните, посебно, зборувам европјаните затоа што Македонија не може да се продаде на на далечните земји, односно на земјите од Јапонија, Индокина и сето тоа, затоа што, или на Америка, затоа што никој не би дошол во Македонија да потроши толку многу километри за да остане 3-4 дена, затоа што Македонија сама по себе треба да биде дел од нека балканска. Да, сама по себе не може значи да ги задоволи префинетите вкусови на туристите и не може да го задржи вниманието повеќе од 3-4 дена. Толку е нашиот капацитет. Да. Туристичката понуда, така? Значи, тоа значи дека и покрај тоа што го имаме убавиот Охрид, и покрај тоа што почна повеќе хотели и се зголемува сместувачката понуда и имаме авионски компании или нискобуџетни летови, сметам дека промоцијата е некако во дисбаланс, односно немаме една унифицирана промоција. У разни министерства, разни буџети за промоција, а сето тоа не допринесува за оно што е носителот главен на индустријата, со столбот на туристичката индустрија, односно за туроператорите. Значи дека ако Македонија, многу ќе бидеме благодарни со помош и промоција на оној туроператор кој што ќе склучи договор за соработка со земјата. Значи, во многу случаи кај што земјите, да кажеме, еве Шпанија има традиција и долги години земја што живее од туризам, они викаат вака: ако ние склучиме договор и ако многу ни е важно да ни го развиете регионот, на туроператорот ќе му дадеме субвенции од 10 или од 20.000 евра, во зависност од потенцијалот на земјата, доколку склучите договор со шпански туроператор за промоција на земјата. Во тој случај, значи и обврска и на туроператорот во земјата и на туроператорот надвор од земјата. Каков е фидбекот на овие субвенции кон туристичките оператори во нашата земја? Зборувам за владините субвенции. Не би можела да коментирам, затоа што субвенциите се даваат преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која што
на некој начин посетува и доста саеми, и има доста реклами, изголемен е многу буџетот. Меѓутоа, сметам дека туристичкото стопанство треба да се грижи едно министерство, односно да имаме едуцирана администрација, да имаме луѓе кои што знаат тоа да го работат, а не луѓе кои што дошле по политичка функција, и луѓе кои што имаат портфолио и имаат позади што да покажат и да допринесат за оваа важна индустријска гранка. Ги чувствувате ли на терен овие 12% кои што статистички апстрактно звучат, но вие сте луѓе кои што на дневно ниво ги работите тие работи, и дали знаеме кого точно таргетираме кога правиме стратегија за промоција? Кои туристи доаѓаат во Македонија? Знаете како, малку тие бројки се конфузни, затоа што не се подкрепени со конкретно каков тип на туристи се дојдени во Македонија. Она што го зборевме досега, значи пакетот на производ туристички во Македонија не е дефиниран. Значи ние со нискобуџетните компании таргетираме една различна категорија на туристи, од кои што претпоставувам дека нашата влада би сакала да доаѓаат во Македонија. Значи тоа не се клиенти кои што плаќаат сериозни пари за да видат нешто ново, него напротив, тоа се бекпекерс и така натаму кои што ги посетуваат јут хостелите, затоа што ако ги видите статистиките во хотелското сместување, особено за Скопје зборам, значи јут хостелите и поевтините хотели имаат драстичен раст на број на гости, за разлика од хотелите од повисока категорија. Верувате ли дека дел од тие 12% дошле токму заради промоцијата на Скопје 2014? Дали проектот има капацитет да привлече туристи да дојдат само за да го видат тој проект? Абстрахирајќи се од политичките коментари на... Ќе ги тргнам бројките на страна, пошто се небитни, мислам, за сите нас. Све што е нешто ново и интересно во светот е интересно како туристичка атракција. Без разлика дали е позитивна или негативна, дали мене ми се допаѓа или вас ви се допаѓа, е нешто ново, е нешто интересно. Многу е битно колку ние знаеме да го искористиме тоа целото како една приказна. Значи колку знаеме тоа целото да го спакуваме, па ќе кажам, без разлика дали е негативна или е позитивна критика, самата приказна да биде интересна, да тој патник кога ќе се врати назад во својата домицилна држава, да има некоја приказна која што ќе ја раскаже на своите пријатели, познаници и така натаму. Пошто уста на уста е најдобрата реклама што можеме да направиме. Ние во однос на промоцијата на туризмот во Македонија касниме за разлика од нашите соседски земји, како Србија, како Бугарија, како Грција. Особено Бугарија и Грција имаат една долга традиција на развивање на туризмот и трошат огромни пари не само во промоција на туризмот, него и во инвестирање во однос на инфраструктурата кај нив. Значи Грција не знам колку милиарди остана должна кон Европска унија ради патиштата што ги направи. Патиштата ги направи ради Олимпијадата и за подобар развој на туризмот. Ние во моментот манькаме малку со добра инфраструктура. Значи Охрид, Маврово, Попова шапка, Дојран како наши главни туристички дестинации инфраструктурно не се подкрепени за да можат да примат доволен број на туристи, оној што ние го посакуваме. Автопатиштата, мислам, се работи на нив, меѓутоа се уште сме многу послаби него соседните земји. Можете ли вие како Фела да извршите некаков притисок или да дадете некаква листа на приоритети кон владата кога веќе владата е отворена да го промовира туризмот, да работи на туризмот како индустрија, значи за она што е поприоритетно да се сработи? Ние генерално како Стопанска комора за туризам на Македонија соработуваме со владата. Значи понекогаш се караме, понекогаш сме на иста страна. Меѓутоа, за све ова што го збориме е потребно време. Ништо не може преку ноќ да се направи, особено во туризмот, затоа што е најлошо што може да ви се деси е да ги повикате странските туристи да ви дојдат во огромен број, а да не можете да ги исхендлате на локално ниво. Значи нема ништо полошо од незадоволен туриста, незадоволен клиент. Подобре и да не дојде сега во моментот, него да дојде кога вие ќе бидете спремни, отколку да ви дојде па да биде незадоволен, после тоа никогаш повеќе да не се врати назад. Спомнавте и приказните кои што треба да им ги дадеме на туристите, бидејќи како што кажавте вие, Снежана, немаме ние некое светско чудо кое што ќе не одвои од останатите држави. Немаме ни море, што се вели, се подпираме на планините, езерата, природни убавини и така натаму, но што е еве со таа приказна која што водичот ја сервира на туристите кои што доаѓаат околу водичите, постојано имаме... За пред да дојдеме до приказната, јас имам многу дебати и многу интервјуа во овие сите 7-8 години пред да бидам председател
на Сдруженијето за туризам при Стопанска комора на Македонија. Значи Македонија е енигма. Светскиот турист ги посетил веќе сите краишта во светот. Сама по себе, еден ден ние имаме толку голема дебата за проблемот со името, така да секој би сакал да дојде да види што е тоа, што е тоа со големиот споменик, што е тоа со пренаменување нели на имињата и што е тоа проблемот помеѓу двете соседни земји. Само по себе, јас многу пати коментирам, значи за проектот Скопје 2014 исто многу сум дискутирала. Значи за мене секогаш спомениците на новото време. За мене е белек, јас сум жена која гледа напред. Значи секако дека треба најдоброто, она што е за Македонија важно, да е главен белека. За мене е тоа мајка Тереза. Јас мислам дека ниту еден светски турист не би можел да одолее да го види родното место и спомен куќата на мајка Тереза. Тоа е основното нешто за кое што е. Јас само од целиот проект на Скопје 2014 нема да коментирам дали е добро прифатен или не, пошто не сум компетентна. Меѓутоа, најдоброто нешто од тој проект е само спомен куќата на мајка Тереза и мислам дека тоа дава особен интерес и ние како Стопанска комора на Македонија, односно како здружение, морам да кажам дека иницијативата беше на еден состанок, на еден бизнис форум во Дубровник под покровителство на ЦЕФТА, каде што јас излагав исто и идејата беше за еден глобален настап, односно здружување на сите стопански комори од цела југоисточна Европа, Балкан, виште не они не милува да го кажат, Балкан веројатно асоцира на некакви војни и неубава, да. Значи за цела југоисточна Европа, ние имавме неколку работни средби во Белград, па сега чекаме да дојдат кај нас, значи овој проект е веќе во тек. И ние се договоривме тоа да биде она што е одбележје на цела југоисточна Европа, секако е Јосип Броз Тито. Вие знаете дека во Куба најповеќе идат заради владењето на Фидел Кастро. Значи тој е лик кој што би дава придобивка за сите, значи за сите сакаат да идат на земјата на Тито, да ги видат неговите, кои биле неговите нели пошто доаѓал у Македонија, што у Белград, каде се забавувал, за храната, за постапките и сето тоа. И мислам дека тој проект, кој што заеднички ќе настапиме во далечниот исток, ќе добие голем фидбек, затоа што тоа ќе биде една тура од 13-14 дена и ќе го фати целиот југоисточен регион. Главниот проблем тука е секако инфраструктурата. Значи за едно, ако ние ја сваќаме Македонија како сериозна туристичка дестинација, ние веќе за ова имавме дебата. Прво, возовите се многу стари. Вие знаете дека секаде во Европа и во Америка и било каде има брзи возови, модерни возови, кои што луѓето преферираат да патуваат повеќе со тој тип на возови него со авион. Да, затоа што они се од центарот до центарот. Потоа во однос на автопатиштата, мислам веќе е пасе тема, зашто сме ја дискутирале многу пати, се разбира дека за секој турист најважно е времето кое ќе стигне од до дестинација. Например, Македонија е толку мала да еден турист не може да дојде у Скопје, а да не го посети Охрид, а единствената врска е автопат помеѓу Скопје и Охрид, а тој автопат да стигне туристот за 3-4 сата. Значи дека најбитното е инфраструктурата. Јас неколку пати сум кажала дека ние некако обратно почнавме прво од рекламите, а потоа внатре ги решаваме. Ние прво требаше инфраструктурата, хотелите, све што можеме да понудиме и потоа да се направи една инвазија од маркетингот за посета на туристите за Македонија. Спомнавте дека може да докажам затоа што ние треба да дали сакаме туристот еднаш да дојде у Македонија или сакаме да дојде неколку пати у Македонија. Значи тоа е многу важно. Зошто Македонија не работи на развој на бањскиот туризам, кој што може да биде нејзина компаративна предност во однос на другите држави? Би сакала во оваа прилика да ја цитирам Берта Додевска, автор и продуцент на Незадолжително и знаеме голем познавач на бројни туристички дестинации. Она вели дека 40% од туристичкиот инкам на Словенија доаѓа од нејзините 15 термални велнес и спа центри. Господинот Здравко Почивалчак, генералниот директор на Терме Олимпија и 2 пати официјално најдобар менаџер на Словенија, кога дошол во Македонија истражувал, рекол дека Македонија има 50% повеќе капацитет од Словенија во однос на овој туризам, а сепак воопшто не е искористен. Значи, во однос на нашето здружение, исто јас сум голем љубимец на спа, значи мојот целокупен лајфстайл
сите викенди ми се на спа многу години уназад. И ова сум го дискутирала точно дека и Словенија нема море, сум го дискутирала и пред политичари и на отворени дебати, меѓутоа е богата од туризам. Затоа што бањата сега европскиот турист на толку загадена Европа, они сите бараат да дојдат во нови предели, али сите сакаат да имаат еден нормален, еден модерен лајфстайл, односно сите би сакале да дојдат на здраво тело, здрав разум, здрав дух и така натаму и здрава храна. Значи ние имаме потенцијал. Нас ни треба. Значи ние законите мислам дека ги поставивме на едно ниво. Ние треба внатре прво. Јас исто ќе кажам во Македонија гледам кога ќе отворите на интернет има 10-11 асоциации за туризам. Па тоа кога некој странец отвори ќе мисли оваа Македонија, добро, колку е тоа, колку број на жители има. Например, во Хрватска се знае, постои една стопанска комора, каде што задолжително е членството. Во Србија постои една стопанска комора, значи јас исто сум самокритична и сакам да кажам дека сите ние треба да се здружиме и да имаме една платформа и тоа не може да го бараме некој да го направи. Настап. Значи заедничкиот настап, тука дали се работи за СОЕТ и се знае дека коморското здружување минимум треба да брои 50 членови и е на база на ФИ, односно на чланарина. Е сега има 7-8 асоциации кои што ќе ги видите негде подпишале во името на сите, а никој не проверува колку се они компетентни да тоа го прават или све тоа некако на Ова го кажувате на адреса на Не, јас не изборувам за таа асоциација. Во Македонија има многу. Сега дојде некој новинар кај мене, јас не сум го гледала, вика некој од асоциацијата подпишал во Белград меѓународно, не го разбрав добро, меѓународно демек соработка со сите, а не знам дали господинот знае за сето тоа. Значи овде има многу комори кај нас. Не една, две или три, има 7-8. И сите работат индивидуално. И сите работат индивидуално. И во однос на странците кога ќе го гледаат тоа, делуваме многу несериозно. Значи кога би се вашиот одговор зошто не го развиваме бањскиот туризам? Што е проблемот? Бањскиот туризам треба да не. се обединат. Прво бањскиот туризам не е тоа. Значи ние сега почнавме да ги реновираме бањите. Ние ги немаме реновирано бањите. Прво бањите се уште на концесии. Уште се тоа тендерите во тек. Ние немаме некој познат. Јас знам дека Терме Олимија требаше да гради. И тоа требаше да гради некаде кај Гевгелија, кај Смоквица. Уште тоа беше разговор уште пред едно 8-9 години. Ние ги немаме приватизирано бањите. И ги немаме развиени, немаме право спа. Значи право спа, ќе ви кажам како што е Терме Олимија, како што е Терме Чатеш, како што сега во Београд има едно кај Рангеловац извор, тоа е едно прекрасно спа. За мене и Банско, тие што се хотелите со спа, спа е кога ќе има минерална вода. Значи, освен Катарино спа и Пирен, нашите луѓе посетуваат спа и домашните туристи и странците. Меѓутоа, ние се немаме добро, не се имаме изрекламирано како спа дестинација, а и немаме многу што да понудиме. Значи, немаме такви хотелски капацитети со модерни спа терени, каде што може да се искористат и за здрав живот, и за релакс. Мартин, дали вие гледате потенцијал во домашните туристи за бански? Само ние имаме во Сдружение за бањи, специјално сега под моето здружение, имаме формирана како групација за бањски туризам, каде што членуваат сите бањи. Знам за Дебарските бањи, кои што се исто наши членки, дека имаат огромна инвестиција, дека имаат големо реновирање, меѓутоа се уште тоа не е доволно за да можеме да привлечеме маса на туристи. Да, тука сака да се надоврзам околу бањите. Бањите се сериозна инвестиција, не само инфраструктурна инвестиција, него се и во човечки ресурси. Прво е прашањето дека ние немаме таков кадар за да може да обслужиме добар спа центар. Значи тоа треба да го повеземе под надвор. Целата таа инвестиција кошта многу повеќе него вие да направите еден добар стандарден хотел од не знам 4-5 звездички кој што би бил во Охрид, во Маврово, Попова шапка или Скопје. Ние го имаме потенцијалот земјен, меѓутоа ние и како држава не сме познати по тоа целото. Значи нас треба останатите гранки на туризмот, останатите туристички дејности да ни функционираат како што треба, за да можеме на крај да го развиеме спа туризмот, да тие гости што доаѓаат поминат и низ тие спа центри. Така да дискусијава зашто немаме спа туризам во Македонија е многу поопширна него на што можам да ви го кажам во 2-3 реченици, затоа што правиме муабет за инвестиција од некои се 30 милиона евра да изградите ви еден
да кажеме, пристоен спа центар. Значи ништо посебно да не биде тој, меѓутоа да биде, да кажеме, да може да го крстите на вистина прав спа центар со природна извори на минерална вода. Иначе све што е тоа испод таа сума е веќе чисто хотелче, да. Не... Добро, Значи не се согласувам дека треба некој да инвестира. И во Словенија сите спа центри се направени со поддршка од парите на Европската унија. Значи има предпристапни фондови, има неповратни средства. Да, ма не забравяйте дека Словенија има традиција на тие спа центри. За разлика од тоа ние немаме. Ние допред 10 во иста години, држава. Да, ма ние допред 10 години имавме пензионери кои што идеа во тие бањи, не беа спа центри. Со вас, колега, затоа што во Македонија најголемиот потенцијал за развој на туристи се термалните и спа центрите, меѓутоа во Македонија не изобилува со доволно ресурси за термални и спа води и спа центри, и сето тоа не може да кажете дека тој што ќе дојде на City Break нема да иде на спа. Тоа се посебен вид на туристи кои што доаѓаат за викенд. Да, ма вие пошто ги немате обичните, не можете ни овие да ги привлечете сега во моментов. Така да е сулудо да прашувате зашто некој би правил толку голема инвестиција во Македонија. Ве молам. Мислам, како тоа сулуда. За со добар бизнис план има луѓе кои што би граделе. Зошто не е направено тоа до сега? Па затоа што веројатно не дошол правиот момент. Сигурно има луѓе кои сакаат да инвестираат и кои што веќе изработуваат физиабилити студија и кои што во овој момент можеби нешто и се има на тендер, ние не го следиме све. Колешке, значи баш она што го следиме. Значи во моментов точно така дека има луѓе кои што се заинтересирани. Они не го прават тоа од објективна причина затоа што во Македонија немате толкав обем на туристи за да можете и да го покриете и бањскиот туризам во Македонија. Јас не викам дека тоа нема потенцијал. Меѓутоа нема сега краткорочно, значи за година, 2-3 ако го изградите тој спа центар, нема да ви донесе толку кешов реturn. Никој не може да го врати приходот за година, 2 инвестиција, таква се враќа на многу долги стази во ред. Сите имаме различно мислење, али сакам да напоменам дека спа туристите, посебно лековитите води, кои што ги имаме многу во Македонија и кои што се прочуени, и дали е тоа бањата Кежовица, дали се Дебарските, Цар Самуил и тоа, сето тоа може да има многу добар фидбек, ни треба сериозен инвеститор во спа центрите. Јас не знам, Негорски бањи исто огромен потенцијал. Се уште нема некоја инвестиција што би можела да ги привлече и домашните и странските туристи. Нема некоја сериозна што е Дебар и Катланово, каде што е малку посредено, сепак не се разделени медицинските и оние што доаѓаат за медицински третмани и рекреативните, Така. Што исто така е Дали Дебарските бањи имаат многу посетители од соседна Албанија, веќе Косово доаѓа да ги посетува бањата. Мислам дека е голем потенцијал. Здравствениот туризам е голем потенцијал за Македонија и исто тоа што е далечните, значи глобализацијата на пазарот бара и наше групирање. Не само во Македонија, него тоа е вмрежување со сите регионално, затоа што во целата глобализација на целата индустрија ние не можеме да се разединуваме и да ја нудиме само Македонија. Само Македонија мора да имаме ивенти толку добри за да би дошол туристот специјално тука. Меѓутоа, најповеќе Македонија би можела да доаѓаат луѓето од регионот, луѓето каде што има ефтини летови. Меѓутоа, кога се рекламира нешто, значи ние имаме многу реклами сега и на Google, што е одлично. Меѓутоа, сега се повише е трендот на e-commerce и туристите да не излегуваат од дома. Вие на запад не може да најдете 100 агенции усред центарот на градот, затоа што сите тие некаде купуваат све на интернет. Во Америка тоа е уште пред 10 години, кај нас веќе исто ќе стане, ние мораме да се менуваме според начинот на живот. Значи, кога некој во Македонија гледам дека и голем број на хотели веќе сами се рекламираат на Booking.com, значи го следат трендот. И све повеќе улогата на туроператорите се губи. А они се главниот столб на туризмот се туроператорот. Ние сме тие посредниците кои што се помеѓу хотелите, помеѓу туристичките водичи, помеѓу авиокомпаниите, на крај крајва целиот ризик паѓа на туроператорот. А денеска со новиот закон каде што ние бараме измена и Стопанската комора на Македонија, односно Сдруженијето веќе даде предлог, значи кај нас има исто еден друг проблем што секој е туроператор. Секоја компанија сама прави конгреси. Секоја компанија сама прави семинари. Има многу така наречени консалтинг агенции кои што по цели чартери авиони носат, ниедна инспекција не ги контролира. Значи, ако ние мораме да работиме по лиценци,
кај што имаме одговорност, онда каде е пазарната инспекција да ги исконтролира сите фирми кои што ако прават туристичко патување, треба да бидат преку лиценциран туроператор. Или најлесно се добива лиценциран туроператор, а има многу нелојална конкуренција, сите ќе аплицираат, каде што е услов да има 4 вработени, ќе ги отпуштат вработените и само со човек фирма, нормално, дека е нелојален конкурент. Како и туристичките водичи, како и самите хотели, кои што на некој начин сите се утрка кој да го земе туристот. Ако ние работиме на лонг терм, значи, за сериозна зборуваме индустрија туризмот, не може да бидеме така раштимани. Ние мора да бидеме еден комплекс што ја сочинуваат целата индустрија и заедно да настапиме. Повелете? Мартин, повелете. Избега мислата. Јас сакам да прашам дали чувствувате токму она што го спомна Снежана. Сега лесно самите граѓани можат преку Booking, преку TripAdvisor. Дали се осеќаат да си резервираат, да ве заобиколуваат како агенции? Го чувствувате ли вие За тоа? инкаминг туризмот, значи за носење на странци во Македонија, интернетот мене лично, мислам, мојата компанија не ме загрижува воопшто, затоа што ние работиме со организирани групи. Значи она што ние како компанија и партнерите со кои што соработуваме, можеме да му понудиме на таа група, она само тоа во Македонија не може да го изорганизира. Значи она што го правевме мабетот и пред емисија, Македонија може да понуди само едно убаво пакетче запакувано од повеќе различни ствари. Значи дали тоа ќе биде авантуристички туризам, дали ќе биде тоа вински туризам, дали ќе биде тоа манастирски туризам, дали ќе биде тоа посета на атрактивните локации низ Македонија, меѓутоа да не биде стационарен туризам, затоа што ние на Балканот мислам многу тешко може да се бориме против една Бугарија, против една Грција, за Турција да не правам муабет, мислам они се светлосни години овакво пред нас. Значи она што ние можеме да го понудиме мора да биде малку поразлично него она што се нуди во моментов на Балканот од една страна и втората работа која што се трудиме последниве неколку години се повеќе да ја играме, тоа се балканските тури. Значи врзани тури Бугарија, Македонија, Грција, Македонија, Албанија, Косово. Да. Значи тоа е прва ствар. Втора ствар што ми е многу битна, на кое што ние македонците мораме да се навратиме назад, тоа е љубезноста кон странските гости. Значи секој од вас, мислам и дури гледачите биле посетиле Турција. Значи Турција тоа го има доведено на ниво на совршенство. Тоа ако успееме ние во Македонија да го направиме, ништо друго не ни е потребно. Значи еден туриста кој што ќе дојде на некоја туристичка дестинација, све ќе занемари ако има љубезност. Ако има ljubезност од водичот, од таксистот, од рецепционерот, да и грешките полесно се простуваат. Све ќе помине. Значи насмевка една на лице завршува работа, да тоа може да ни биде единствено тоа е она што можеме ние инстант да го направиме, за да на следната емисија ние не ги гледаме бројките, него секој од нас навистина го осети приливот на позитивни странски туристи. Пошто вие со намуртени луѓе не можете било каков бизнис да почнете, нема да ви одговара, да не прави муабет за туризмот. Така ова е време на стрес каде што секој све чувствува. Мислам дека полека и ние стануваме и свеста се буди и кај таксистите и кај сите. На крај крајава, ние сега кај нас во Турција, во Шпанија, во Грција, колку години се туристичка дестинација. И кај нас треба да помине определен период за да прво стане навика. Меѓутоа, важно е дека свативме во моментот кога ни една друга не иде гранка, да кажеме, зборувам за мало продаја, каде што дуќаните во центар се повише се затвараат, каде што нема куповна моќ на нашето население и то како вие зборувате за организирани групи кои што се за сезони. Меѓутоа, овие инстант на Скопје, на Охрид, на све многу му се потребни и шопинг туристите, затоа што јас да поминате во сите наши центри, они чекаат сите да дојдат туристите од Косово, од Гевгелија чекаат да дојдат од Грција, значи со туризмот уствари се зголемува куповната, цела индустрија живе. Затоа што куповната моќ на македонското население е сведена на минимум. Значи, зборувам за целокупната потрошувачка во државата. Значи, сите тие странци ги чекаат да дојдат. Да, и затоа се добри широка летовите. темата, имаме многу аспекти кои што не ги опфативме, за жал толку е нашето време. Снежана, Мартин, ви благодарам за гостувањето во Зебра, ви благодариме и на вас за вниманието, се гледаме за една недела.